Бавно оди легализацијата на дивоградбите во Струмица. Само 1/3 од поднесените барања од страна на граѓаните се комплетирани. Околу 4.000 од вкупно 12.000 барања се со доставени елаборати. Останатите не ги донеле до секторот за урбанизам. Малку и рокот на пролонгирање према моја проценка е доста голем. Се даде малку поголем комодитет, меѓутоа мислам за да побрзавме со целокупноста постапка, за да може меѓу време да носиме и детални планови, значи да се урбанизират тие блокови, значи можеби требаше на пократок рок да се даде за докомплетирање на документацијата, како би можело да има и општината поголема ефикасност во смисол донесување плански документации, бидејќи и развојот на самата општина зависи од тоа. Според информациите од геодетските предпријатија, има стотици изработени елаборати кои граѓаните не дошле да ги подигнат. Најчеста причина биле финансиите. Од општинскиот урбанизам велат дека граѓаните мора да внимаваат на рокот, бидејќи може да настане хаос кај геодетско-проектантските бироа, па да не успеат навреме да завршат со потребната документација. Значи сум апелирал до сите граѓани значи малку да обрнат повеќе внимание, бидејќи тоа е стварно во нивниот интерес, да ја комплетира документација како би можеле службите благовремено да ги решиме сите тие состојби со нелегалните објекти, бидејќи они на индиректен начин се и пречка за идно планирање, значи не може да носиме детален план додека не ја окончаме таа постапка, а индиректно на тоа, значи, они се врзани и со регулирање на имовинските проблеми, откуп на земјиште, формирање на градежни парцели и така натаму. Елаборатите за легализација на бесправно изградените објекти треба да се комплетираат до крајот на 2016 година. Објектите кои граѓаните нема да успеат да ги легализираат ќе подлежат под законот за дивоградби.